Добро вечер на сите, како и секоја вечер, така и ова вечер ме прашвате глупости зошто немало лајв. Па знаете дека лајвови се прават од недела па се до четврток, така да ми фалевте, кажете срци на мој убај ми фалевте сите. Добро дојдовте овој прекрасен соло лајв. Амет не е тука, си замина за Битола, го побара неговиот татко. Ќе остани неколку недели таму, значи, па после ќе го земиме ваму, ќе се врати Аметче Фстаче. Моментално не е тука, може би и нема да се врати, се зависи од татко му. Имаше некои проблеми со него што се десија со Аметче Фстаче. Ме нападнаја некои луѓе за некои глупости. Нема врска, тоа нема да го коментирам. Може би Аметче Фстаче за секогаш ќе не напушти нас, ќе го памтиме како една легенда, што бил со нас, што не забавувал, јас премногу го сакам. Вратите за Аметче Фстаче кај мене се секогаш отворени, кога сака може да дојди, кога сака може да си дојди овде назад. Се направија некои проблеми со фамилијата, збореа глупости, нешто едно друго, јас сум правил од Аметче Фстаче пари, не знам шо. Татко му 300 муабети таму и решив да го испратам за Битола Аметче Фстаче. Алексо исто со него замина. Јас сум соло лајв, те гледаме од Дебар Мало, тешки фанови, голем поздрав до тебе. Преге бев во Дебар Мало кај Даниела Николовска, прекрасната убавица. Абе сите околу пари јадат гом на Бог да чува. Абе да бе брат, се работи околу пари, разбираш, значи луѓето се спремни брат да си ја продадат мајката за Чека да видам, Дарко, што се дешава? Да бе, како не. Да, мирни таму. Ке ми помагаш, Дарко, ти са вака дури. Чути си таму, живај си, што ми треба, ке ми даве. Вака са да ви кажам. Имавме проблеми, значи го знаете Император, специјалката што беше овде кај нас на лајвови. И со неговата мајка специјалка. Почнаа да јадат гомна за Амет некои глупости таму на лајв. Јас го опоменав Император, Лигуш, немој му велам да јадеш лајна, ке се извинбаш. Му велам не сакам да дојдеме до таква ситуација каде што ти ќе треба да се извиниш, ти си постар, му велам човек, прво од мене татко треба да ми бидиш, можеш да ми бидиш уствари. Он не продолжи да пцуе, ја вреѓаше мајка ми, го вреѓае Аметче Фстаче, 300 муабети таму изнакажаја. Беше на лајв, го гледаја 1500 души Император. Јас отидов кај него, уствари тие мене ми правеа рекет со мајка му. Ми го оцрнуваја името за да му дадам 100 евра. Доколку не сум му дал јас нив 100 евра, тие ќе немале да престанат да зборат за мене. И јас нема проблем, викам, идам еве Император, ги зедов моите луѓе, ојдовме кај Император. Мојот човек му рече, ајде влези во джипот да се договориме, нели, како луѓе да зборниме. Император вели, не сакам ја да се качувам во джип, не се качувам, и со трчање замина дома. Викна полиција снеки мајка му ни викна полиција, не пријавија за киндапирање. Боже, Господе Исусе Христе, за киндапирање не пријавува човекот, после идат кај мене ми земат изјава, никакво киндапирање, доаѓа снеки и Император, му викат немаше никакво киндапирање, нидмават лажна пријава. Му се развикаја полицајците нив за лажна пријава, што прат такви глупости, сите се смиривме, се си беше супер. Император направи видео на TikTok кај што ми се извинува и тоа е тоа. Специјалки, значи се случија 300 проблеми што не треба да се случат. Значи катастрофа од човеке Император специјалката. Значи да ви кажа, катастрофа од луѓе. Ме вреѓаа таму цигани, ѓупци, чергари од Средорек, ти си како тие од Средорек, ѓуптин, циган,
не знам што, значи ги вреѓа луѓето таму од Средорек, што тие се бетер од, како се вика, Снеки испадна поголема циганка и од циганите. Едноставно Снеки испадна поголем циган и од циганите, луѓе, да се разбериме. Разбирате, Снеки испадна поголем циган и од циганите. Јас кажав јавно дека на Снеки нема да му дадам пари. И на тоа останувам. Нема да му дадам на Снеки пари. Зашо да му дадам? Зашо ми упатва таа мене закани? Ако не сум му дал пари, таја мене ќе ме пријавила во полиција, ќе зборала за мене по лајвови, по сите, по маркетите ќе кажувала дека не давам пари. Вие добро знаете дека давам iPhone и награда, треба да го дадеме сега уштедниот за неколку дена. Треба да разделам пари низ Куманово, па од Куманово ќе фатиме Свети Николе, Крива Паланка, Струмица, Кочани и се така натаму. Јас све што сум ветил досега сум исполнил. Ветувам дека на Снеки нема да му дадам 100 евра. Кажувам јавно. Ќе им ставиме забрана да пројдат од Средорек. Ма не битно, брат, средено е работата со император, него не е крив император. Так, сполајте му. Значи, сполајте му, така го тераат одвнатре. И тој неќе. Ама, тоа внатре е појако од него. Иначе вака, император е симпатичен баш. Ако е тој лигуш, симпатичен е баш, екстра е. Јас стварно ова го мислам за император дека е симпатичен и предобар човек. А што е болен, лигуш е болен, а стварно е добар. Стварно е добар, а е лигуш. Луѓе, доколку сакате да продолжите да гледате баш важни теми околу Аметче Фстаче, влезете, како се вика ова, на лайв влезете на лайв на Кик, јас ќе морам да го гасам TikTok лайвот, значи можете да влезете на Кик преку Safari или преку Google, каде што ќе напишете kik.com/Ritko MDFK, значи преку Google или Safari. Доколку немате Google или Safari, влезете на App Store или Play Store, симнете апликацијата Kik Live Stream. Еве, моментално сме 2027 души на Kik, доколку влезете вие ќе бидеме околу 4000 души. Ајде сите на Kik, ве молам, влезете, тоа мене премногу ми значи. kik.com/Ritko MDFK, сите преку Google или Safari. Го гасам лајвот од Kik. Многу важна тема за Аметче, сега ќе му савеме на телефон. Сега ќе му савеме на Аметче Фстаче. Ова е, како се вика, Дусето ќе ни го даде сега на телефон. Аметче Фстаче. Еве. Аметче Фстаче, ќе го слушаме сега. Ало, шо пеже, Сико? Ја ве седам Ритко на... Шо се захвалати? Зошто ти се закачи уопште со нив? Па види, јас сакам да пружам на секого рака да пружам. Нема врска дали се под мене или над мене, ние сите сме луѓе од крв и месо и сите сме од Бог крај крајева. Јас треба на сите сакам да му подадам рака и да го извлечам од калта. Нема врска тоа дали се под мене или над мене. Кога гледам дека во еден човек има потенцијал, а во лигушот император има потенцијал, ама не знае да го искористи мозокот. Што прави Срико Дусе? Стигна Амет Фстаче? Каде? Па Битола го испратив, бараше да дојди кај тебе и тие проблемите што се случија со тебе, 300 рабоќе овде. Како и работи? Па што го бараш, ти што збораш, јас му прам лошо на син ти, срам да те јади. Слушај, со мене, мајка си зешти? Абе, немој ти мене са вака да ми се понашаш, ти се јавувам како човек. А кај Амет? Па си тргна за Битола со автобус. Со тој со воз? Со автобус го пуштев. Кај, уште не е дојден? Па сега тргна пред 1 сат. А оти шо е проблемот? Па бара тука почна да мава со цевки, со мевки. Како? Чекај видео ќе ти пуштам, ќе ти се јавиме. Слушаш? Ако пуште ти Амет? Да, сега ќе ти звонам јас, ајде. Ајде. Кажи, императоре. Абе, Сретко, зашто викам ќе ме тужи за Роми, па ја не сум кажај ништо за Роми. Кој бе вика ќе те тужи? Абе, не лажете ме, убија ти ми пише по лайв, ја Ритко ми е другар, сега сакам срти ми.
Не бре, јас ништо не те тужам, јас те истужив. Ја ме пуснал на крај симпатичен дечко сам ти, ако сам ти. Да, бе, симпатичен си ти, баш добар, јас те тоа што требаше решивме во живот, те тужев во живот. Ти речи му живо и тоа е тој, има си тамо видео и што ќе се објашнавам. Не е било ништо, тоа е тој. Ти баш се извина културно, како джентлеменски од твоја страна, симпатично и тоа е тоа. Точно тоа е тој, ритко ми е другари, нема шејца njega и тоа. Така е, готово. Поќе нема да збораш, се воспитав, не? Не, ништо, да, точно, и тоа е тој. Ти манавме воспитна и готово. Точно, да. Ајде ќе се слушниме. Ајде, брат, ајде. Ајде. Аметче Фстаче, дојди тука бе да те видат бе, сите се растажија за тебе бе, Аметче Фстаче бе. Абе еве го фстакот бе, кај го пуштаме фстакот бе. Кај сте правите? Абе кај го пуштаме фстачето бе, кај ќе одиме без фстачето бе, срце мое убо бе. Кај ќе одиме? Кај ќе одиме без фстачето бе? Песа! Ако одиш мила, кого ја залюбам, кого во срце, кого да го любам. Жешко ти е? Ева. Не. Изваре да че кутија, питаш мајцата внатре. Видиш убав си. Али шта шуба имаш? Седи. Ајде, кого јас да любам, кого во срце, кого... Ако оди душа... Праша ги дали ти фалеа. Дали ти му фалеше ни. Ви фале бе! Речи фстачиња. То стачина. Ви фале фали да. Ви фали не, или да. Или да. Точно. Ке се јавиме кај дуската сега да зборниш. Абе речи овој мајтап ти прави се губи, речи овој, кај може речи без мене. Речи му, добро? Ти иди без мене. Ти? Да, бе, речи му, бе, остакот корчиња оди повеќе. А во остатот кој не оди полего, кај може без мене? Како? А во остатот кај може без мене? Кој? Тоа е Ритко. А оти сега тебе мајта со мене, не ме сраме, мора. Е сега ме мајта. Пијан е. Пијан е! Што? Пијан е, пијан. Пијан? На мене ти ко си играте мајка со мене, право се. Доста ме макат, онде спијам на улица, онде кај ме вистеро. Ви испија едно кило виски и сега не да стане. Тоа проблем не Кој може. така? Другар бе. А Браче, кај си ти, кај си ами ти? во хотел сум. Каде? Во хотел. А кај ами аме? Која, доба е тој. Спија. Па кажи му. О, јас сум. Добре, со мене мајта стигате да ви срам да ви. Јас сум Амет. А оти си стигате мајта со мене. Абе, кој сега мој тамтуска? Шепаш ти, Видиш да се следам. кај е Ритко? Овде дома е, на снег и со жената му. Како? Пијан е, бе. Тој се јави дека те качам на автобус, за да те пуштам. Абе, улав си пијан е. А се качи вистина на автобус? Не, бе, татко. А кај тој? Тој не е тој. Пијан е, бе. А кај? Това се заедно? Пијаше секс on the beach. Пијаше секс на бич. Како? Секс на бич пијаше. А кој те учи тебе така да збораш? Дико јас, Дзидо. А кај е Ритко? Това си или кај е тој? Не знам кај. Па тој рече те качам на автобус, да почекам Дома сме стоиле на... да прави клими, рече. Доле да прави клими. Не се сме. А? Дома сум ја стои да прави клими. Дома сум ја стојде да прави клими. Ке дојди. Добро, ајде, ќе се навите, ајде. Баш. Ајде. Постачи, да.